Првото бебе родено во Кавадарци во новата година е на семејството Јованови од Кавадарци. Мајката Христина донесе на свет здраво машко бебе, тешко 3630 грама, со должина од 51 сантиметар. Денеска во посета на гинекологија беше градоначалникот Александар Панов. Традиционално на мајката и на бебето им беше предадена награда од општината. Панов упати честитки до семејството Јованови, но и до останатите семејства кои во првиот ден од новата година добија принова. Символично доаѓаме тука со цел да честитаме на првороденото дете. И еве во оваа прилика би сакал на фамилијата Јованови, на мајката Христина да честитам првото дете, машко дете, прво и за нив, за нивната фамилија. Секако да наредната година символично во тој стил како раѓање на машко дете да биде силна и јака година. Ние секогаш кажав, имаме изговори, ако е женско дете, тогаш имаме плодна година, меѓутоа, како и да е, раѓањето на деца значат иднина за Кавадарци и за Република Македонија. Тоа е еден од проблемите со кои што се сретнуваме и ние и многу други држави во Европа, па и во светот. И оттаму ова е еден символичен чин со кој што еве символично се сретнуваме, одбележуваме првото раѓање со цел да ни се сили наредната 2017, односно ова цела и сите наредни години, да се раѓаат што е можно повеќе деца, да ни се зачува лозата, да ни се зачува генот и македонскиот род. Уште еднаш честитки и на сите други родилки. Видовме дека во салата имаме и трето и четврто родено дете, нека тоа биде пример за сите мајки кои што и татковци нормално, кои што треба да се одлучат на кон овој чекор, а тоа е затржување на македонскиот род. Лекарите од гинекологија во Кавадарци вчера имале полни раце работа. Извршени се 5 породувања, дел со царски рез, а дел спонтано. Началникот на гинеколошко-акушерскиот оддел примариус доктор Бранко Поповски информира дека сите бебиња и мајки се во одлична состојба. Значи првото бебе е родено во 8:30 часот. Примена е жената ноческа околу после полноќ со прснат воденик, се работи за 19 годишна родилка со бебе крупно за нејзината карлиса и затоа се одлучивме да го направиме во раните утренски часови. Завршено со царски рез, породено е машко бебе 3630 со 51 см должина. Мајката е добра, бебето е одлично исто и така. Тој ден имавме повеќе раѓања, значи вчерашниот ден имавме 5 породувања, од кои второто раѓање беше исто со повторен царски рез, пациентката примена повторен, значи претходен царски рез, па повторен, исто со прснат воденик примена околу 2 часот во утренски часови. Одма после ова раѓање се направи и другото породување, односно другиот царски рез, се породи женско бебе во 10:30, 2700 со 49 должина. Третото породување е третородка, спонтано породена, во 11:20, 3450 см. Четвртото породување на мајка 14 годишна со 138 см висина, со прснат воденик од претходен ден, направена индукција и бебето е породено е бебе, машко во 16:20, 2 кг и 300. Бебето е одлично, мајката е одлично исто, спонтано породено. И една друга пациентка исто со прснат воденик од претходен ден, состојба после претходен царски рез, исто е индуцирано породувањето или е провоцирано и е породено во 18:30 часот, женско бебе 2750. Сите се добри, и бебињата и мајките, значи имаме 5 породувања, од кои се 3 машки, 2 женски. Во 2016 година на Кавадаречкиот оддел за гинекологија и акушерство има помал број на породувања споредено со 2015 година. Според доктор Поповски се работи за помал број, бидејќи пациентките избирале да се пораѓаат и во комерцијални болници во земјава. 2016 година имаме вкупно породувања 478, од кои машки се 245, а женски се 233. Или 12 разлика, 12 деца се машки повеќе од женски. Три близначки породувања имаме. Нешто што може да го одбележиме специфично за нашето породилиште е што
Можеби од ретките породилишта во Македонија го држиме европскиот процент на царски резови. Што значи од 16 до 17% имаме царски резови направени оваа година, што значи ние породуваме нормално. Процентот 16-17 исто процент во Европската унија. За жал во многу породилишта кај нас се скоро 50% царските резови, 60% више комерцијалните болници не збориме, тамо се во небо, се работи за комерција и така. Значи имаме еден лесен пат на породувањето од претходната година. Претходната била 2015 513, сега имаме 478 или тоа му доаѓа 35 раѓања помалку. Тоа не се должи дека немаме ние увид дали тоа е пат реален пат, не е реален сигурно. Имаме пациенти кои сакаат да одат во комерцијални болници на друго место, па најверојатно се должи падот баш на оваа работа. Бебињата се во одлична состојба, потврди и доктор Мирјана Шемова, педијатар од детското оделение. Таа нагласи дека детското оделение е максимално исполнето со дечиња на возраст од 3 месеци поради компликации од грипот. Состојбата на детско оделение е вистина алармантна, исполнет и последниот кревет на детско оделение, значи има високофебрилни деца, се работи за деца со мала возраст од месец дена, најчесто се 3-4 месеци, така фебрилни по неколку дена, со респираторни инфекции. За среќа немаме гастроинтестинални проблеми, обично се вирози или пак компликација бронхиолити, пошто се заработи со помала возраст. Инаку за состојбата во гинеколошко-акушерското оделение е добра. И првото беби и второто беби, сите наредни што беа породени во вчерашниот ден се во одлична состојба, така да добри се бебенца.